Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Дејан впечаток и критика на скоро сите кои што го гледаа мечот против Исланд е дека нашата послаба клупа беше факторот што го загубивме мечот. Во голем дел од останатите параметри бевме рамноправни или подобри од Исланд. Се сложуваш ли? Па да, се сложам со тоа. Добро го отворивме овој надпревар, добро почнавме. Се до таа 15-та минута кога мислам дека се направија некои непотребни измени, дојде до исландјаните да не стигнат и да презедат иницијативата. Второто полувреме игравме, мислам, едно равноправно полувреме, се боревме. На крајот имавме неколку ситуации да се приближиме на еден гол разлика, меѓутоа не ги искористивме и загубивме, меѓутоа нема што да се жали. Тоа е тоа, јас мислам дека и ова што направивме до сега дека е доволно, секогаш се може подобро, меѓутоа се надам дека и ова е добро. Минатата година беше година во која што и ти не беше имун на повредите, на долгата пауза, значи неколку повредени оперирани ракометари, неколку кои не играат во своите клубови, ја греат клупата. Дали сето тоа не стигна како што турнирот одминуваше и се почувствува на секој меч понатамо? Па секако дека стигна, како што кажавте, доста пехови не снајдоа уште пред почетокот на првенството со тие повреди, знаеме, дали се навраќаме сега, се задобивме и тука со некои проблеми, со некои повреди, меѓутоа такво надпреварување се игра секој втор ден, мора да се дае максимум и ја нас знаеме ако ни фали еден играч, не сме тие што сме, ако сме комплетни, значи тие сме 15 играчи колку што сме, нема други, мораме да ги идеме сите еден за друг за да ако сакаме да победиме.